Предлогот за избор на нов министер за здравство утре се наоѓа пред пратениците. Предлог текстот е потпишан лично од председателот на владата и ја содржи биографијата на Азир Алиу, кој е предложен за наследник на Таравари во министерската фотелја. Таму се наведува дека Алиу е дипломиран електроинженер и доктор по информатички науки, кој во моментов ја извршува функцијата редовен професор на Факултетот за компјутерски науки и технологии при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, а беше и министер во ресорот информатичко општество и администрација во владата на Ковачевски. Но неговата компетентност ги скара власта и опозицијата. Власта во него гледа соодветен избор. Опозицијата е јасна во ставот, велат дека очекуваат владата да понуди квалитетен кадар, а тоа што го гледаат е несериозност. Гледаме дека здравството тоне и очекуваме владата да си понуди квалитетен кадар, владата секако да понуди проект, план за работа, како навистина ќе го исполни она што го ветуваше кај граѓаните. До сега ова што го гледаме е навистина една несериозност кон еден од најклучните, вклучувајќи го и другиот сектор кој што го спомнавте, најклучните сектори во државата. Од владата очекуваат предлогот за избор на Азир Алиу да биде поддржан од страна на пратениците. Минатата недела премиерот Мицкоски кажа дека очекува добра соработка со Алиу, а првиот вице-премиер Меджити оцени дека тој е најдобар предлог, човек кој го познава системот и кој може добро да менаџира. Алиу е дел од крилото на Алијанса за албанците, која останува дел од вреди, по оставката на Арбен Таравари и неговата одлука да замине во опозиција. Утре во собранието ќе биде предлогот, како што и вие кажавте, дека ќе најде на поддршка. Неговото искуство досега очекувам да биде посветен на ресорот здравство и да направи навистина една добра реорганизација во делот на она што е потребно за здравството, работа, макутрпна работа, посветеност, реализација на програмата за работа на владата во делот на здравството и сите оние политики кои што се наш приоритет. На седницата според дневниот ред е и предлогот за именување на Албрим Хоџа за заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство.